Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Бродарите бараат затварање на градското пристаниште во вечерните часови. Усвоен извештајот за реализација на буџетот на општина Охрид за првите 3 месеци од годинава. Храбро срце со години чека ослободување од партиципација. Нова опрема за јавните предпријатија, комуналец и нискоградба. Neuralink на Илон Маск доби дозвола за клиничко испитување на мозочни импланти на луѓе. За најавените и останатите содржини во дневникот ќе ви информираме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид во првата половина од денот времето претежно сончево со локална облачност. Максималната дневна температура 19 степени. Попладне развојна нестабилност која ќе донесе нестабилно време со дожд и грмотевици, локално и поројни врнежи и невреме. Во текот на ноќта кон сабота ведро со локална облачност и топло. Утре над северна и североисточна Европа времето сончево со локална облачност и релативно топло. На Пиренејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров и источноевропската низина и југоисточна Европа умерено облачно и нестабилно со дожд и грмотевици и локална појава на невреме. На Балканскиот полуостров во сабота времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, грмотевици, а локално услови за појава на невреме. На крајниот север на полуостровот сончево со локална облачност и топла, максималните дневни температури од 19 до 28 степени на Балканскиот полуостров. Во Македонија во сабота свежо утро. Утринските температури од 8 до 17 степени, а во утринските и предпладневните часови ќе биде сончево со локална облачност и топла. Попладне во Македонија развојна нестабилност. Ке донесе умерено облачно и нестабилно време со дожд и грмотевици, локално поројни врнежи и појава на невреме. Максималните дневни температури во Македонија во сабота од 19 до 27 степени Целзиусови. Во Охрид утре во првата половина од денот времето сончево со локална облачност. Попладне ќе биде нестабилно со дожд и грмотевици и локално услови за појава на невреме. Утринската 10, дневната 21 степен. Во недела и понеделник во утринските и предпладневните часови сончево со локална облачност. Попладне развојна нестабилност која ќе донесе умерено облачно и нестабилно време со дожд, грмотевици и локална појава на невреме. Минималната температура 10, односно 9, дневната 23, односно 22 степени. Во вторник не очекува умерено облачно и нестабилно време. Ќе има дожд, а максималната дневна температура ќе биде 22 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока,
Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Бродарите бараат затварање на градското пристаниште во вечерните часови. Од локалната размислуваат како ќе одлучат по ова барање, а од опозицијата предлагаат да се испита законската регулатива, бидејќи пристаништето не е приватна сопственост. Бурни реакции кај градските советници на денешното издание на седницата на Советот на Општина Охрид предизвика точката за давање согласност на одлуката за дополнување и изменување одлука за утврдување на цени за користење спортски објекти и паркинг простори со кои стопанисува јавното предпријатие Билјанини извори, а се однесува и на градското пристаниште. Во врска со барањето на бродарите за затварање на градското пристаниште во вечерните часови, Живка Ангелеска, советник и координатор на советничката група на СДСМ, предупреди да се внимава на законската регулатива, бидејќи пристаништето не е приватна сопственост. Значи се каже од јавното предпријатие дека заради поголема безбедност на тие пловни објекти таму, пристаништето ќе биде затворено во текот на ноќните часови за пешаци, со оглед на тоа што представува добро од јавен интерес, со оглед на тоа што ние имаме сите право на слободно движење. Јас барам уште еднаш да ги испитате законската регулатива во однос на овој дел, дали како јавно предпријатие имате право да го ограничите движењето на граѓаните во тој дел, со оглед на тоа што не е приватна сопственост. Теодор Андоновски, веде директорот на јавното предпријатие Билјанини извори, објасни дека државата ја префрлила грижата за пристаништето на општина Охрид, која во одреден момент го задолжила предпријатието да врши наплата исклучиво за осидрување на пловните објекти. Поради пандемијата наплатата не се вршела во тој период, бидејќи бродарите живеат од туризмот. Начелно сопствениците на едрилиците се согласни, а се одржале состаноци со бродарите кои имале одредени барања. Ние не кажавме некаде дека ќе затвориме пристаништето и дека готово. Тоа
Да, значи сме во размислување, меѓутоа тоа е барање на бродарите. Ние дали ќе имаме таа можност да ја оствариме, ќе утврдиме дополнително. Од јавното предпријатие велат дека ќе се подобрат условите за собствениците на пловните објекти. Сепак предпријатието не е финансиски моќно да спроведува големи инфраструктурни зафати, како копање на езерското дно на тој потек, зафат за кој вели Андоновски, потребни се десетици илјади евра. Тој потенцира дека од јавното предпријатие не одговараат за настанатата штета на пловните објекти при сидрење и пловидба. Затоа и утврдивме, затоа имавме преходна измена на одлуката на Совет, каде што стипно се наведува дека ние исклучиво ќе вршиме наплата за копнениот дел. Во делот кој што е по катастарска парцела општина езеро, Охридско езеро, ние не одговараме. Значи немаме надлежност таму. Според новиот ценовник, собствениците на едрилици треба да плаќаат 24.000 денари, а бродарите од 1.000 до 5.000 евра за користење на пристаништето. Усвоен извештајот за реализација на буџетот на општина Охрид за првите 3 месеци. Опозицијата вели дека без јасен приказ за неплатени средства по основ на извршени решенија, не може да се знае кој е реалниот процент на успех на реализација. Реализацијата на некои од програмите за првиот квартал од годинава, како на пример од сферата за заштита на животна средина и локалниот економски развој, изнесува 0. Но има и програми каде реализацијата е повеќе од 50%. Локалната се пофали со успешна реализација на програмите и остварување на буџетот во првиот квартал од годинава. Заменик градоначалникот на денешната 27-ма седница на Советот на општина Охрид, Перчо Божиновски, истакна дека општината заклучно со овој прв квартал остварила приход од 27% од вкупно проектираните приходи, додека остварувањето на приходите од основниот буџет се високи 27,34% од планираниот буџет, или за 52% повисока е реализацијата во споредба со првиот квартал од минатата година. Вака вкупно остварените приходи, како и процентот на остварување од вкупно проектираните приходи, покажуваат дека реализацијата се движи во процент поголем од идеалните рамки. Заклучокот може да кажеме дека е процентот на ваквото остварување за овој период кој поминува, како што стои во извештајот, дека е на одлично ниво. Има доста програми кои што имаат реализација над 50%. Тоа се програмите за одржување на урбана опрема, за јавна чистота, за поттикнување развој на туризмот, за спорт и рекреација, основно и средно образование и за унапредување на здравствената заштита. Но од опозицијата го тврдат спротивното. Велат дека кај одредени програми од најразлични сфери на општественото живење, реализацијата е 0. Потенцираат дека без јасен приказ за наплатени средства по основ на извршни решенија не може да се знае кој е реалниот процент на успех на реализација. Се додека немаме јасни показатели колку средства од жиросметката на општина се одземени по основ на извршни решенија од доверители, ние не можеме да имаме ни јасни показатели колку општината успеала во реализацијата на буџетот, односно немаме јасни показатели за степенот на успешност на програмите. Во голем дел од програмите реализирано е малку, но има и програми во кои што не е реализирано ништо. Ангелеска наброја дека 0 е реализацијата на програмите за заштита на животната средина, за поттикнување на локалниот економски развој, за капитални инвестиции и други комунални дејности, за обезбедување и одржување на улици, за градинки и за противпожарната територијална единица и друго. Секретарот на општина Охрид Александар Китески со објаснување во врска на платените средства по однос на извршни решенија, дека извештајот ја прикажува реалната состојба. Првото присилно извршување кое што надмира рамката беше во април месец, што значи дека овој процент е реален и не станува збор за надминување, односно префрлање на средства по тие програми врз основа на тие присилни решенија, судски пресуди што се према општина Охрид. Во извештаите за вториот квартал ќе бидат прикажани извештаите за тие присилни извршни решенија и ќе знаеме
Од кои програми колку средства се земени, вели Китески. Тој додава дека во месец април можеби од мај само од една програма биле земени средства и тоа од програмата за уредување на градежно земјиште, но кога ќе се разгледува вториот квартал, ќе се види детално. Националното здружение Храбро срце со години бара ослободување од партиципација на пациентите со механичка поддршка на срце. Врзани со механичка пумпа 24 часа, овие луѓе се комплетно зависни од напојување, батерии, кабли и струја. Трошоците за лекување им се превисоки, а голем дел од пациентите се немокни да плаќаат. Националното здружение Храбро срце со години добива ветување за ослободување од партиципација на пациентите со механичка поддршка на срце. Се менуваат министри, а досега не е исполнето ветеното. Од здружението велат после долги напори и преговори, пациентите успеале да добијат резервни батерии, кои требало да бидат бесплатни, но и нив ги платиле. Оние кои смена 2 батерии платија 200 евра. Исто така за каблите кои што се поврзани со нашите уреди, кои што се неопходни, кои што доаѓаат од натрешноста на нашето тело, се веќе оштетени, се работи за години користење на истиот кабел, кој што не можеш да го промениш сам. И тие кажаа дека ќе ги променуваат, па сега не ги менуваат, тешко оди. Дел од пациентите со механичка поддршка на срце чекаат трансплантација на срце, но доколку се најде соодветен донор поради спецификата на болеста, државата треба да обезбеди итен превоз на стручни лица од странство. Жалосно е да пропаѓаат органи кои што се на дофат, значи ги има, ама не се врши трансплантација затоа што нема сроден донор кој може да го прими, кај нас има, ама нема доволно да кажам логистика за да се изврши нештото. Додека се тапка во место, многу животи можеше да бидат продолжени и поквалитетно да живеат. Врзани со механичка пумпа 24 часа, овие луѓе се комплетно зависни од напојување. Батериите, каблите и струјата значат живот. 15 на пациенти во државата се секојдневно изложени на ваков животозагрозувачки ризик, а трошоците за лекување им се превисоки. Нова опрема за јавните предпријатија Охридски комуналец и Нискоградба во рамки на проектот јакнење на капацитетите на јавните комунални предпријатија преку набавка на опрема. Општина Охрид во рамките на своите надлежности како основач на јавните предпријатија се вклучи во регионалниот проект јакнење на капацитетите на јавните комунални предпријатија преку набавка на опрема кој го реализираат во партнерство со Центарот за развој на Југозападниот плански регион. Во рамките на активностите на проектот денеска ја промовираме опремата која е испорачана за ЈП Нискоградба и за ЈП Охридски комуналец, а станува збор за современи трактори од најновата генерација на мешовитата компанија Солис Јанмар. Нискоградба од денес поквалитетно ќе ја врши услугата за чистење на канализационата мрежа и за таа намена покрај тракторот набавена и најсовремена цистерна за фекали со носивост од 6000 литри, се извинувам. А за јавното предпријатие Охридски комуналец набавен е трактор со плуг со ширина од 2,5 метри за чистење на една коловозна ленда и соларка од 1200 литри со современи хидраулични решенија за ефикасно справување во услови на врнежниот снег и појава на голомразица. Вкупната вредност на набавената опрема е 3,2 милиони денари, при што еден дел од средствата се обезбедени преку програмата за регионален развој на Бирото за регионален развој, а значаен дел од средствата се обезбедени од страна на општина Охрид, потенцира Пецаков. А во насака на ова кое што денеска го добивме и го сработивме заедно со Југозападниот плански регион, имаме набавено веќе булдожер за чистење на депонијата Буково, кој што изминатите 20 години се набавуваше преку тендерска постапка и една година чинеше толку колку што ние го набавивме тој булдожер и веќе од оваа година јавното предпријатие Комуналец нема повеќе тендери за чистење на депонијата, туку самото предпријатие се одржува депонијата, со тоа заштедивме огромни средства кои во изминатите години се трошеа. Во тек е постапка за набавка на багер за јавното предпријатие Нискоградба, кој директно го набавува општина Охрид, а наскоро се очекува опрема да добие јавното предпријатие Водовод, информираше градоначалникот Пецаков. Миријана Лозановска од Центарот за управување со Југозападниот плански регион информираше дека покрај овој проект за јакнење на капацитетите на јавните комунални предпријатија во Охридско-Струшкиот регион реализираат и други 3 проекти.
Значи реконструкција правиме во јавна здравствена установа кардиологија Охрид, нефрологија Струга и исто така имаме дополнителна опрема за Свети Еразмо болницата. Значи базенот пред неколку години го реконструиравме, сега набавуваме опрема, 2 галвански кади, еден хидрауличен лифт и апарат за криотерапија и исто така мала опрема за соблекувалната. Лозановска потенцира дека овие проекти се реализираат од донаторски средства со комбинирани извори на финансирање од Швајцарска агенција и Министерството за локална самоуправа. Јавното предпријатие Охридски комуналец организира акција за подигнување кабаст отпад во урбана заедница 12 Гоце Делчев, населба Бараки, утре во сабота 27 мај. Граѓаните кои живеат во овој дел од градот, доколку имаат ваков отпад, стар мебел, душеци, телевизори, шпорети, теписони и друго, уредно да го депонираат најдоцна утре до 7 часот и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 до 21 часот. Кабастиот отпад треба да е уредно оставен до контейнерите или други пристапни места, предвидени за подигнување комунален отпад, посочуваат од предпријатието. Државниот инспекторат за животна средина изврши вонреден инспекцијски надзор на целиот потек Студенчишко блато. Државниот инспекторат за животна средина во текот на вчерашниот ден, 25 мај, во координација со општина Охрид, изврши вонреден инспекцијски надзор на целиот потек Студенчишко блато. Надзорот ќе биде изготвен записник за констатација за утврдена фактичка состојба и од водената инспекцијска постапка ќе биде доставено известување до инспекцијскиот совет и општина Охрид за понатамошно постапување согласно законските надлежности, информира од Државниот инспекторат за животна средина. Пролетната магија со Биби и Боби пристигнува и во Охридското кино. Авантурите на Биби и Боби, Пролетна магија е новиот анимиран филм од светот на Биби, кој во деновите вторник и среда, 30 и 31 мај, ќе се прикажува во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид. Исчезнати и заборавени волшебни животни, магични предмети кои имаат сила да разбудат пролет, нови другарчиња и пријателчиња во нашата најнова, хипер, супер ултра, мега турбо, гига, многу возбудлива прошетка низ нашата убава Македонија, порачуваат организаторите на турнејата на анимираниот филм во кината низ Македонија. Почетокот на проекциите во Охрид е во 19 часот, а цената на билетот е 120 денари. Во продолжение следуваат и вестите од светот. 4 жртви во пукање во Јапонија. По 12 часовна потрага уапсен е 31 годишен маж во рурален дел на Јапонија. Осомничениот бил син на водачот на градскиот совет на префектурата Нагано. Тој се криел во куќата на неговиот татко, откако застрелал двајца полицајци кои пристигнале на местото на настанот како одговор на пријавата дека една жена била избодена со нож. Двајцата полицајци и жената биле пренесени во болница и за неколку часа била констатирана смрт, јавуваат тамошните медиуми. Подоцна била пронајдена уште една постара жена, исто така мртва по очигледен напад со нож. Пукањата се исклучително ретки во Јапонија, каде поседувањето оружје е строго регулирано и секој што сака да поседува пиштол мора да помине низ ригорозен процес на проверка. Осомничениот имал дозвола за ловечка пушка, јавува националната телевизија. Уапсен 30 годишен маж бидејќи отворил вратата за итни случај на летот на Азиана Airlines додека слетувал во Јужна Кореја, пишува BBC. Според официјални лица на авиокомпанијата, инцидентот се случил непосредно пред слетувањето на авионот, откако патник кој што седел во близина на излезот ја допрел рачката за итни случај на вратата и таа ненадејно се отворила. Сите 194 патници го преживеа летот, но 9 лица се пренесени во болница поради проблеми со дишењето, изјавил портпаролот на компанијата. Во авионот имало и неколку деца на училишна возраст кои патувале на спортски настан за викенд, објавија локалните медиуми.
Русија бара од Германија да исплати 82,3 милиарди долари како оштета за злосторствата од Втората светска војна. Руските обвинители побарале од Московскиот регионален суд да ги признае утврдените и ново откриените злосторства извршени од германските фашистички напаѓања. Илон Маск сака да произведува мозочни импланти. Неговата компанија Neuralink добила зелено светло од Американската администрација за храна и лекови да го започне своето прво клиничко испитување врз луѓе. Маск уште во 2019 година изјави дека неговата компанија за медицински помагала Neuralink ќе започне со човечки испитувања на мозочни импланти за лекување на тешки состојби како парализа и слепило. На почетокот на 2022 година Neuralink побарала одобрение од ФДА, но агенцијата го одбила барањето. Главните проблеми ја вклучувале литиумската батерија на уредот, можноста за мигрирање на жиците на имплантот во мозокот и предизвикот за безбедно извлекување на уредот без оштетување на мозочното ткиво. Ова е резултат на неверојатната работа на тимот на Neuralink во тесна соработка со администрација за храна и лекови и е важен прв чекор што еден ден ќе овозможи на нашата технологија да им помогне на многу луѓе, објави компанијата вчера на Твитер. ФДА засега не излезе со свој коментар на веста, пренесуваат британските медиуми. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.